Насилството во земјава тлее и се зголемува, а последен од низата случаи што заврши трагично со убиство на малолетник се случи само пред еден ден. Според податоците на Хелшинскиот комитет за човекови права, во првите 6 месеци во земјава евидентирани се 109 случаи на насилство сторени од омраза. По ваквите застрашувачки податоци, неминовно се поставуваат прашања. Што ги тера младите во Македонија да земат оружје в раце и физички да се пресметуваат? Кои се причините за чувството на небезбедност? И каде да се бара вината? Лошиот воспитно-образовен систем, недостаток на основни морални вредности, родителската негрижа, начинот на изразување на политичарите и на останатите јавни личности, неуспехот да се донесе и имплементира национална стратегија за справување со насилство од оваа, но и секоја една претходна влада. Ова се само дел од причините зошто млади животи изгаснуваат на улица, вели универзитетската професорка Татјана Стојановска Иванова, која пред неполни 2 месеци стана дел од извршниот одбор на владачката партија СДСМ. Не можеме да кажеме дека постои само една причина. Значи, прво зборуваме за семејството, воспитната функција на семејството. Разбираме дека општествената ситуација таква каква што е. Има со години висок степен на невработеност и тоа трае, значи таа транзиција боледуваме повеќе од 30 години. Се изгуби она што велам јас социјализаторска функција, тие вистински вредности кои што треба да пренесуваат. Образованието кое што е столб на секој општество. Ние само кога ќе се случи ваков, за жал велам, со болка, трагичен настан, тогаш зборуваме и ќе се проговори неколку дена и сето тоа потоа се става под тепих. Нема решение кое преку ноќ ќе стави крај на насилството, но сите заедно треба да се бориме, подвлекува Стојановска Иванова. Санкциите за насилство треба да бидат клучни, за да имаме подобрување на состојбите. Вие ќе прочитате на социјалните мрежи говор на омраза. Дел од новинарската фела, дел од политичката фела, тој говор на омраза децата го восприемаат. И не е ни чудно што потоа тие помеѓу себе го употребуваат. Оно што сметам дека е првенствено, што треба да се санкционира говорот на омраза. На сите нивоа и од сите аспекти. И во социјалните медиуми, и на масовните медиуми, и да одговара ако некој некого на говор на омраза употребува. Очекувањата младите да станат идни општествено одговорни возрастни во време кога Македонија високо котира на листите на земји во однос на поседување на оружје по глава на жител, во која поделеноста на политичко, партиска и национална основа е видлива и со голо око, а диазепам со секој поедок пие повеќе од половината од населението, се реално нереални. Секој од нас носи вина затоа што жестоко не протестирал, не се борел. На крај до што дојдовме? Да згасне млад живот кој што допрва требал да се развива. Тоа е страшно. Уште пострашно е, како што споменавте вие, што во себе носат соодветен тип на оружје. Навистина тоа е фрапантно. 20% од младите поседуваат оружје, она што надлежните, меѓу кои сега е и професорката Стојановска Иванова, веројатно, она што треба првично да го преземат е да се направи контролен механизам, во кој би требало да биде вклучено МВР, но и родителите. Со цел, колку толку да се осигураме, оти наредната тепачка нема да заврши како последната. Само пред еден ден згасна последниот млад живот, кога момче зари нож во градите на 17 годишник. Осомничениот, кој има само 18 години, е во притвор.